Ништо не било исполнето од договорот за добрососедство и пријателство од 2017 година. И тоа е најголемата причина што Македонија нема да ја одржи првата меѓувладина конференција да стане дел од европското семејство. По државниот врв на Бугарија, кој беше дециден дека ветото останува зацементирано, и бугарската страна во Мешовитата комисија за историја со критики. Нема напредок на преговорите, нема зелено светло за македонската евроинтеграција. Во договорот за добрососедство не е ништо исполнето, така што претпоставувам дека Скопје ќе направи напори да покаже дека има желба за да постигне некаков напредок во другите сфери како инфраструктурата и така натаму. По сите области во договорот застојот е неверојатен. Односот кон бугарската историја и она што Македонија го смета за своја историја е најболната точка во односите, зашто тоа ги формира менталитетот и културата кои се одразуваат во сите области на животот. Таа точка треба да биде оздравена, но неопходна е катарза за историската наука и целото општество. Тешко е тоа да се случи наскоро ако нема политичка волја. И додека власта неуспешно се обидува да ја премисли официјална Софија да ги промени позициите кон Македонија, што се единствената пречка на патот кон ЕУ, во Бугарија дури и обичните граѓани не сакаат нашиот источен сосед да ја крене рампата. 70% од бугарите не се согласуваат Софија да прави одстапки во спорот со Македонија. Тоа го покажуваат резултатите од анкетата на Агенцијата за истражување на јавното мислење Галуп. Само 20% од испитаниците се согласуваат за зелено светло, а 10% се уште се двоумат. Анкетата е спроведена помеѓу 14 и 16 јуни на 890 полнолетни граѓани.